Почитувани гледачи, добро утро! За сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Како и секој ден, во вториот дел од утринското издание Нов ден имаме секогаш интересни гости и актуелни теми. Така да и овој ден не е различен од другите. Во нашето студио со големо задоволство можам да го представам нашиот гостин, а во прашање е доктор Драган Мителски, специјалист, интернист, кардиолог. За се тоа ќе зборуваме малку повеќе. Добро утро, доктор. Добро утро и на вас. Добро ни дојдовте. Прво, благодарам што ме поканите да бидам дел од вашата утринска програма. Поздрав до гледачите на К3 телевизија. Благодарам. Денеска целта ни е и желбата да го запознаеме докторот и да навлеземе малку во светот на медицината, односно што се треба во животот, првин од одлуката, од желбата, од кога датира желбата да некој почне да се занимава со една ваква благородна професија, професија без која што ние сите обични граѓани не би можеле да функционираме здраво, како ви рекле луѓето. Така да, сакам да ви го представам на сите вас нашиот денешен гостин. Доктор Мителски, вака сакам да започнеме. Од кога е желбата со тоа што знаеме, еве, ние што знаеме, што ве познаваме и од вашето семејство, дека веќе вие не сте прв лекар во вашето семејство, значи тоа датира од вашиот татко. Кажете ни како дојдовте до одлуката да навлезете во светот на медицината? Па вака, љубовта кон медицината датира уште од моето детство. Од секогаш? Апсолутно. Татко ми е доктор, специјалист, интернист, кардиолог. Така. Како што рековте, љубовта датира уште од почетокот, уште од моите рани детски години, како дете, кон медицината, кон здравството. Сметам дека секој од нас еден дел од својот живот, односно детството, завзема едно посебно место во животот на секој од нас и со радост се сеќаваме на истото. Имено израснав во така наречен болнички круг, во кругот на болницата. И секој ден татко ми го гледав како оди на работа. Тоа беше една болничка зграда на здравствени работници. Значи сите беа доктори или медицински персонал кој што живееше во тој болнички круг. Мислам, тоа беа едни изворедни убави моменти, години од мојот живот. Гледајќи го татко ми како работи една хумана професија, како работи со луѓето, како им помага, се случуваше како дете во некои основни школски години, сакам да кажем, од основното училиште. Одев со него и на дежурство, се случуваше како дете да спием таму со него. Значи, ми беше интересно. Гледав како работи, како прегледува, како им помага на луѓе во... И сето таа подсвесно навлегува во вас. Апсолутно. Што викаме ние, оној мирисот на докторскава фела е навлезен кај мене уште од Оно истиот мирис кој прекидам што нас на пациентите не е страв кога ќе го почувствуваме. Така е. А како дојдовте до одлуката? Кога започнавте со реализирање на вашите желби? Па, до реализација на моите желби се како постапно одеа основното училиште, средното училиште, односно не средно медицинско, значи завршив гимназија во Куманово и се одлучив да се запишам на медицина. Во моје време имаше приемен испит, го положив приемниот испит, влегов во квотата на студенти
на медицина, значи бев примен на медицинскиот факултет. И после тоа беше 92-93 учебна година, започнаа студиите, ми беше интересно сите предмети со кои што се сретнав тогаш, значи од основата значи на медицина, така, тоа е анатомијата. Интересно ми беше работата со луѓето, со лешеви, практично, кај што ја согледав структурата и анатомијата на човечкото тело. И после тоа, секако, комплетна програма на медицински факултет, се до, знаете, медицината е поделена на институтски и клинички предмети. така, Значи, институтските предмети се малку, тоа е основа на медицината, практично, и тие се малку суопарни во однос на учењето. Меѓутоа, клиничките предмети се интересни, поради тоа што се работи со пациенти, се работи со болни луѓе, и тука е практично поентава на мојата професија. Дали сте почувствувале некогаш во тој почеток, кога сте се оформувале, да кажеме, како лекар, дали сте почувствувале одредена немоќ, одредена област во која некако сте тенки, да кажеме? Дали имало одреден момент во кој што сте си помислеле дали ова ќе можем да го соберем? Па сметам дека не. Реков, мислам, моја професија работам со љубов. Од почетокот, од првите студентски денови, имало ситуации каде што прв пат се среќам со одредени области, одредена проблематика во однос на медицината. Меѓутоа, немав никогаш дилема во однос на она што го работам во тој момент, односно го студирам во тој момент, и нешто што ќе го работам понатака во животот. Така. Значи, тука е одговор на моето следно прашање, кој сепак би сакала да го поставам. Немало простор за прашањето дали кога повторно би се нашле во моментот на одлука дека повторно би го одбрале ова, со оглед на тоа што вашиот цел живот е во светот на медицината? Нема, апсолутно нема дилема. Многу одамна сте се одлучили. Кога апсолутно, кога повторно би планирал да запишам нешто, да се бавам со нешто, тоа било секако медицината. Иако има одреден круг на луѓе, на мои колеги кои што мислат поинаку, веројатно водени од некоја своја животна приказна. Меѓутоа, јас немам дилема, секако. Она што би го работел, тоа е здравството, тоа е медицината. Сметам дека е хумана професија и едноставно се пронаоѓам таму. Медицинскиот факултет се студира 4-5 години, така беше? 6 години. 6 години. Сега. Медицината не завршува тука. Потоа доаѓа специализацијата, па доаѓа субспециализација. И што е многу интересно, медицината се учи цел живот, се надоградува, за да се биде во текст новите настани, со новите случувања, открити истражувања и така натаму. Значи, цел живот се учи медицината. Така. Постојат одредени откажувања, одредени работи кои што велат ќе ги трпи семејството. Така е, токму така. После завршувањето на медицинскиот факултет, тоа е учен на 99-2000 година, така. Веќе повеќе од 15 години сум доктор. Заминав на отслужување на војниот рок во Скопје и во Штип. Работев како доктор исто во текот на отслужување на војниот рок. После тоа работев малку како лекар по општа медицина и едноставно не се најдов таму. Имав амбиции да одам и понатака. Тоа беа зачетоци на приватни специализации некаде почетокот на 2000-тите. Беше тоа 2001, 2003 година. Ги поднесов документите во деканатот на медицинскиот факултет за специализација по интерна медицина. Така. И имаше
некоја неодредена квота на специализанти, немаше уште дефинирана постапка за приватна специализација. Документите ми остана неколку месеци таму, значи самава апликација, сакам да кажем, во однос на, значи моето барање во однос на специализација по интерна медицина. Во тоа време продекан за настава беше академик професор доктор Владимир Серафимовски, специјалист интернист, гастроентерохепатолог, и после неколку месеци добив специализација по интерна медицина. За мене тоа навистина беше еден голем момент во мојот живот, еден голем успех секако. И започнав со специализацијата, започнав со турнуси тие кои што се по самава програма. Во моје време тогаш специализација по интерна медицина траеше 4 години. Сега трае 6 години. Значи и самава специализација трае 6 години како и медицински факултет. Меѓутоа тогаш беше 4 години, што сметам дека е доволно за едукација на еден доктор специјалист по интерна медицина. Со успех ги поминав сите турнуси на интерниве клиники. Работев интензивно, напорно, она што вие го рековте. Така е, значи има одрекнување од многу нешта во животот, од многу задоволства во животот. Сето она што човекот тогаш го нема, тоа е слободното време. Така. Семејството апсолутно е она кое што најмногу ќе го почувствува отсуството на еден или на брачниот другар. Но во овој случај и брачниот другар и семејството ви е поддршка, нели? И деца апсолутно, па имав. Да, без таа поддршка. Безрезервна поддршка од сопругава. Прво од сопругава, секако, потоа и од татко ми. Ние сме семејство на лекари. Да. Кој знае што значи одрекување и што значи вложување. Сопругава е исто во здравството, тај е дипломиран фармацевт. Сестра ми е докторка исто, зетот е доктор исто, така да тоа е некоја наша семејна професија. Така, убаво. И сега вака сакам да направиме една музичка пауза, да се одмориме малку и потоа продолжуваме со нешто што поинтересно. Се враќаме повторно во студиото на А4 телевизија, каде што мојот гостин денеска е доктор специјалист интернист кардиолог Драган Митевски. Ние се продолжуваме со нашиот разговор, а во вториот дел би сакала да проговориме нешто за интерната медицина, која е вашата специјалност. Накратко, што опфаќа? Интерната медицина е, ние велиме, кралица на медицина. Така? Како специјалност опфаќа многу области. Тоа е една широка, голема специализација. Пред се кардиологија, тоа се болести на срце и кардиоваскуларен систем. Пулмологија, односно алергопулмологија, значи болести на респираторен систем и на белодробие. Ревматологија, значи тоа се костозглобни проблеми на локомоторен систем. Хематологија, значи болести на крв. Делот ургентна интерна медицина, тоа е токсикологија. Гастроентерохепатологија, значи тоа се болести на гастроинтестинален тракт и многу други пропратни работи со кои што ние интернистиве се среќаваме, од блиски специјалности кои што се блиски со нашава интерна медицина. Ме интересира, докторе, како дојдовте до желбата да се определите за кардиологијата, со оглед на тоа што специјалност ви е кардиологија? Тоа како што реков, значи интерна медицина е голема, кардиологија, пулмологија, нефрологија, хематологија, ревматологија, тоа се големи субспецијалности, значи и големи клиники на нашиот клинички центар во Скопје. Кардиологијата некако ми е најинтересна, најубава за работа. Тоа е патологијата со која што најчесто се среќавам во својата практика, секојдневно.
апсолутно имам пациенти и од домен на респираторна проблематика, од домен на нефролошка проблематика, хематолошка проблематика, респираторна секако. Сето тоа е дел од мојата работа. Меѓутоа, како што реков, кардиологијата е некако најинтересна за мене, за работа. Поседувам една солидна диагностика, неинвазивна кардиолошка диагностика и интернистичка секако. Пред се мислам на ехо апарат, значи на ехо диагностика. Имам 24 часовен ЕКГ холтер за аритми, имам 24 часовен холтер за крвен притисок, за следење на крвен притисок. Имам од стандардно ЕКГ, работам спирометрија. Значи, тоа е она што опфаќа, значи, делот што е практично делот од кардиологијата и секако коронарен стрес тест. Кажете ми, дали Кумновчани имаат здрави срца? Кумановчани генерално се здрави. Меѓутоа, да, велам генерално, меѓутоа сведоци сме, барем јас како професионалец во оваа моја работа, последниве години навистина има една маса на болни луѓе, една армија на болни луѓе, зголемена фреквенца на кардиоваскуларни заболувања. Ке набројам она патологија со која што секојдневно се среќавам, тоа е пред се хипертензијата, високиот крвен притисок. Тоа е високиот крвен притисок, акутна и хронична срцева слабост, тоа е некако најзастапено во однос на популацијата. Акутниот коронарен синдром, значи тоа е обструктивна коронарна болест. Тоа е нешто што е најчесто во однос на кардиолошката проблематика, во однос на кардиолошката патологија. Секако, како што реков, хроничен обструктивен бронхит, кој што е од алергиска природа, кој што може да биде од алергиска природа. И алергиите се многу зголемени, нели, во неколку Апсолутно, секако. Тоа е сезонска, обично сезонска проблематика кај популацијата. Но многу почесто во неколкуте години нанесет. Почесто секако апсолутно бележи еден тренд на пораст. Да. Значи проблем со алергиите. Меѓутоа тоа е секако сезонска работа. Ретки се оние случаи кои што имаат константно проблем со обструкција на долните дишни патишта. Да, секако, значи тоа е проблематика која што е поврзана со годишно време, обично пролет или есен. Обично делот од пациенти на кои што им пречи влажното време, ова, да речеме, време кое што е променливо, кај што има голема дискрапанца на температурни разлики во однос на утринска температура, ноќна температура, да речеме, и дневна. И што би кажале на ваквите температурни разлики сега што ми се случуваат од медицински аспект? Така, секако, тие се и причина за проблем кај хронични, значи кај хронични пациенти, кои што реков, значи за каква проблематика се работи. Обично тие и доаѓаат кога ќе настане ваква промена на температура. Гледате, имаме вонредно високи температури, дневни високи температури за ова доба од годината, а сепак е ноември месец и ноќеве се студени. И сведоци сме на една нагла промена на времето, значи од денеска за утре, и тука настануваат метеоропатски промени кај луѓе. Има еден податок кој што сигурно ги имам прочитано од медицинските истражувања, кој вели дека човечкиот организам е направен така да може да издржи 5 степени температурна разлика, за да има простор да се адаптира на сите настанати промени. Па да, видите, ние луѓето мораме да се адаптираме на природата, секако. Меѓутоа, сега секој е индивидуален организам како реагира. Сепак таа некоја разлика во однос на температурите мислам секако на природата, е поднослива за добар делот од граѓанството. Меѓутоа, пак ќе кажам,
хронични болни се тие кои што се обично пациенти кои што се најпогодени. Да. Добро, докторе, за ова и малку покосно ќе разговараме за нашата околина. Ајде да се вратиме повторно за вашата едукација. Значи, од она што сме запознаени, од она што имаме видено од материјалите, постојано сте на одредени семинари, на одредени конгреси, значи во тексте со светските случувања, со новините, со истражувањата, со се она што се нарекува светскиот тренд во медицината, да, и се она што може да ни го донесете и пренесете од светските рамки и што можеме и да научиме и да запознаеме нешто што е ново од вашата специјалност. Колеги, ако може да видиме нешто од прилозите кои што... Еве, докторе, кажете ни тука, каде сте? Ова е Лондон, ова е последниот конгрес, Европски конгрес на кардиолози. Добро. Кој што се одржа во почетокот на месец септември. Еве, ова е влезот на конгресната сала. Можете да замислите, тоа е еден огромен настан кој што подразбира присуство на повеќе од 30.000 кардиолози, некаде околу 35.000 кардиолози. Во светски рамки, европски, како беше конгресот? Тоа е Европски конгрес на кардиолози. Европски, добро. Ова е нешто друго, меѓутоа ќе прокоментирам и за тоа. Значи, тоа е Европски конгрес на кардиолози кој што има светско значење. Значи, има гости од целиот свет. Мислам и на Америка, и на Австралија со Океанија, и азијативе се присутни тука исто, Африка исто, така да има светска димензија. И од големо значење ви беше да го посетите? Апсолутно. Значи, знаете, мојата професија е поврзана секако со неопходно следење на трендот на новините во однос на работата. Моето размислување е такво да се трудам максимално да бидам присутен онаму каде што можам да слушнам, да прочитам нешто што е ново. Има одредени работи во интерната медицина, во кардиологијата кои што се менуваат. Значи, тоа се европски и светски гайдлайнси, тоа се европски и светски водичи во однос на кардиологијата. И секако човек ако не е во текст со работата, во текст со едукацијата едноставно и со новините, сметам дека не би бил квалитетен во однос на својата работа. Моето гледање на медицината е, јас како лаик можам да констатирам дека она што е основно, може би и најважно, е диагностиката. Нели? Значи, правилна диагностика е нешто што доколку е правилна, доколку правилно сте насочени, а и треба, што е многу важно, да се едуцира токму во тој правец, нели? Секако. Се извинувам, би се навратил само реченица две би рекол во однос на својата едукација. Ова што видовме, тоа се фотографии од последниот Европски конгрес на кардиолози во Лондон. Инаку, последниве неколку години присутен сум на големи европски и светски збирнувања. Да, ќе продолжиме, еве ги повторни сертификати. Ова е Холандија, значи Амстердам 2013 година. Тоа е исто Европски конгрес на кардиолози, кај што бев присутен. Така. Значи сите тие конгреси се случуваат крај на август, почеток на септември, после завршувањето на летните годишни одмори. Така. Ова е Барселона 2014 година, исто. Значи еден извонреден организиран конгрес, извонреден конгрес на кардиолози, кој што собра некаде повеќе од 30.000 кардиолози. Тоа се огромни зданија, огромни сали во кои што се одржуваат вакви европски и светски собири. И последниот 2015 година Европски конгрес на кардиолози во Лондон. Меѓутоа, нешто како најубаво, нешто како најдраго за мене е Европски конгрес на интернисти и кардиолози на тема хипертензија, хиперлипидемија и заштита од удар, така би се превело, во Париз. Значи 2006 година. Тоа е мој прв голем европски конгрес кај што ја мислам дека имам тука
и материјал од тој конгрес, таму беше прифатен мојот труд и тоа тоа беше една голема радост за мене, значи едно големо задоволство, голем успех, секако големо признание на мојата работа. Завршува специализација тогаш, значи 2006 година, веќе скоро 10 години сум специјалист интернист. И бев представник од Македонија со свој труд, со своје излагање во Париз, значи 2006 година. Претходно, морам да кажам, значи започнам со својата покрај мојата работа и специализација и сето она кое што оди поред. Присутен сум оному кај што можам да стасам и временски, и просторно, и секако. Први некои мои конгреси и први некои мои така големи собири се датираат некаде од 2001-2002 година. Тогаш имав неколку трудови објавени во Македонија. Тоа беа големи локални македонски конгреси со меѓународно учество во домен на општа медицина. 2001-2002 во Охрид. После тоа одев во Србија секоја година. Тоа се исто едни одлични конгреси кои што се организираат на ниво на па слободно можам да кажем на Балкан. Постои и Балканско удружение на лекари по семејна медицина. Во тоа време што беше Копоник, беше Златибор, Белград беше исто, Софија исто, значи нешто што е на ниво на Балкан. Извонедни, исто добро организирани конгреси, секако на пониско ниво, помалку посетени, значи локални конгреси, меѓутоа од тука датираат моите, да кажем слободно, успеси во однос на она што ја го имам презентирано пред аудиториумот, пред своите колеги, она што ја го имам напишано и значи моите колеги го имаат прифатено како мој труд, како лично моје нешто, нормално заедно со моите автори, да кажам, и моите колеги со кои што работам. Секако тука е татко ми, тука е тимот на лекари кои што работи, мислам, на општа медицина во нашата здравствена установа. И од тука практично датираат тие некои мои пишани трудови, објавени трудови. Нешто што е интересно, исто да кажем, тоа е последниот кардиолошки конгрес на кардиолози на Република Србија со меѓународно учество. Се одржа пред 2 недели. Сега брку. Да. На Златибор. Бев присутен таму некои 4-5 дена со своите колеги од Скопје. Бевме на група од 10 луѓе и имав лично моje усмено излагање, значи моја усмена презентација пред еминентни професори кардиолози од Белград. За мене едно огромно задоволство, еден огромен успех во однос на мојата работа. И нешто што навистина, знаете, останува како печат и како успех во вашата кариера. Ајде кога веќе сме тука за вашето едуцирање, да кажеме, пространство, да направиме, сега не можеме да направиме разлика, туку ете некако да споредиме нашето здравство. До каде е? Нашето здравство е, слободно можам да кажам, дека оди напред. Значи, оди во тренд во однос на секако во позитивна насока и сметам дека нашето Министерство за здравство прави големи напори во однос на подобрување на прво на здравствениот систем, после тоа подобрување на здравствените услуги кај пациентите, едукација на кадар, секако сведоци сме на голем број на мои колеги кои што се заминати на едукација по месец, по 2 во еминентни европски центри. Така да сметам дека тоа сепак успех. Знаете, секоја работа бара и време.
И сметам дека со тек на време, многу време. Апсолутно го поздравувам Министерството за здравство кое што навистина прави големи напори за подобрување на комплетниот здравствен систем, за подобрување на една општа состојба во здравството. Така. Иако сведоци сме на одредени во последниве месец дена одредени настани во нашата држава овде во Скопје, во некои други градови, меѓутоа, па ќе кажам, за мене е подобрен квалитетот на здравството. Апсолутно знам што се работи на клиника за кардиологија, знам кои се европски и светски трендови и ние сепак сме мала држава, мала средина, не можеме ние да застанеме на исто равниште со една Франција, со една Англија, со една Германија, па ако сакате и со еден Белград. Ние сме сепак многу помали, меѓутоа сепак здравството оди во позитивна насока. Ајде, колеги, уште една музичка номера и се враќаме на крајот на емисијата. Се враќаме повторно во нашето студио. Сега, во овој дел од разговорот да проговориме малку за нашиот регион, за сите ние кои што сме во овој регион. А што е многу важно за за едно нормално извршување на нашите обврски, за еден нормален и здрав живот. Да кажеме, еве, ние поразговаравме што се е потребно за здрав живот. Јас реков умереност во се, но сепак не е само тоа. Значи, постојат многу повеќе работи кои треба да се вклопат во една целина, за да можеме да превенираме и да не дојдеме до кај вас, да не дојде до лекување, што би се рекло. Значи, да спречиме некои работи. Така. Кога веќе станува збор за превенција од кардиоваскуларна болест и секако од болест од домен на интерна медицина, она што е превентива, тоа е здрав начин на живот. Што тоа подразбира? Една умереност во однос на исхраната, одберена храна која што подразбира внес на витамини и минерали секојдневно, еден внес, солиден внес на течности. Ние сме нација која што многу малку внесува вода во организмот. После тоа, здрав начин на живот подразбира секојдневно движење, физичка активност, трошење на калории кои што ние секојдневно ги внесуваме, стопирање со пушење или секако цигарите и пушењето се еден од најголемите непријатели на здравјето на човекот, гојазноста, која што ние велиме метаболен синдром, која што е еден од најзастапените во последно време ризик фактори во однос на здравјето кај луѓето. А стресот, доктор? Стресот кој што секако тоа е голем фактор. Тоа би го ставил, значи тој тип на проблем би го ставил секако напред, бидејќи живееме во едно бурно време, во едно време на не знам, одредени промени, каде што стресот е еден од главните ризик фактори во однос на сите заболувања, па секако и на заболувањата во однос на доменот и патологијата која што ја работам јас. Морам да кажам дека постои една за жал еден подем во однос на морбидитетот кај пациентите и секако би ја издвоил групата на пациенти со шеќерна болест, значи со диабетес мелитус. Постои една за жал еден подем во однос на бројка на пациенти, сега говорам за град Куманово, болест која што практично е нешто што е доживотно, нешто што значи е доживотен здравствен проблем. Најпрво се третира со одредени антидиабетични лекови, после тоа добар дел на пациенти поминуваат на инсулинска терапија, меѓутоа многу е важно да се споменат оние несакани последици од самата шеќерна болест и секако
нешто што е во непосредна врска со мојата проблематика. Може би најстрашно од овој податок што го рековте за смртноста, нели? Од шеќерната болест, што се јавува кај помладата генерација, не е само во прашање третото доба, како би рекле. Значи, не помладата, во смисла после 40-45-та година, значи тоа е една зрела генерација која во принцип е нели млада за да зборуваме за смртност, нели? Значи, не зборувам за смртност, не зборувам за морталитет, него за морбидитет. Значи самата. Значи за самиот тек на болеста, односно за зголемување на бројката на пациенти со шеќерната болест. Секако, по право сте, сите оние граници кои што некогаш биле поем за возрастна популација, одат долу, се спуштаат долу се повеќе и повеќе, и имаме, бар јас во својата пракса и секако колегите кои што работат иста или слична проблематика заедно со мене во град Куманово, сведоци сме на една дискрапанца, на еден зголемен број на пациенти со диабетес мелитус во млади години. Во, значи, трета, четврта деценија од живот, јас имам и мали деца со шеќерна болест, тоа е тип 1 диабет, каде што нема тактизирање, него се оди директно на инсулинска терапија. Ајде да им порачаме на нашите граѓани како да се го сочуваат здравјето. Оно што било порака од моја страна се секако редовни здравствени контроли кај пациентите, кај популацијата. Воопшто, Министерството за здравство има за мене една изворена политика во однос на превентивата, во однос на скрининг методи за одредени заболувања кои што се најчести, кои што практично представуваат најчеста патологија во однос на популацијата. Постојат веќе 2-3 години превентивни прегледи во домен на општа медицина, во домен на семејна медицина. Тоа се пациенти кои што доаѓаат на општ преглед кај матичен лекар и после тоа се врши, ние велиме, триажа, значи упатување на пациенти кон секундарно здравство, односно тие пациенти кои што имаат одредени проблеми, а не знаеле, да речеме, за одреден тип на проблематика, дали се работи за дислипидемија, тоа е практично покачено ниво на масти во крвта, дали се работи за интолеранција на шеќер во крвта, значи дали се работи за некоја трета проблематика. Обично пациентите доаѓаат кај нас во секундарно здравство и после тоа се врши, значи, подетална диагностика од наша страна и пациентиве се упатуваат во терцијарно здравство, да речеме, за понатамошно лекување на одредена болест. Мојава порака секако било, значи, редовна здравствена контрола, здрав начин на живот, умерена исхрана, умерен внес на калории секојдневно, зголемен внес на течности во организмот, зголемена активност на популацијата, спортување, секако нешто што е апсолутно неделив сегмент од животот за мене на секој човек. Значи, умереност во се. Секако, го споменавме стресот, видите и генетиката... Дури и да бидеме умерени во стресот. Апсолутно, и генетиката е нешто што не можеме апсолутно да делуваме. Не можеме ние да делуваме на генотипот, односно на генетиката. Но би можеле да ги држиме под контрола некои работи. Апсолутно многу се важни податоци за одредени заболувања кај пациенти во смисол на семена, семени анамнестички податоци, фамилиарни анамнестички податоци во смисол на болест, одредена болест кај мајка, кај татко или кај некој од постарите. Значи, тоа била превентива и моја секако порака до граѓанството. Дали, докторе, вие се придржувате кон сите овие работи? Па се трудам максимално да се придржувам
во однос на сето она што го реков. Меѓутоа, знаете, сите ние живееме едно одредено темпо на живот, каде што кога и да сакаме не можеме да активни сме и понекогаш се губи смисол и концептот на ова што го реков. Меѓутоа се трудам максимално да се вратиме на правиот пат, што би рекле, на здравиот. Апсолутно, да водам здрав живот. Така. Докторе, тука е крајот на нашето денешно издание. Јас се надевам дека сте задоволни, дека успеавме да ве представиме на еден наш начин на нашата публика. Се надам дека ќе имаме повторно прилика да се видиме и да слушнеме многу повеќе и за вашите успеси и за вашата посетеност, посебно што се нарекува европска и светска медицина, и дека сите тие новини ќе ги видиме и кај вас тука на наши простори. Благодарам и на вас и се надам дека и задоволство ќе ми биде да бидам гост. Благодарам. И во некое идно време. Благодарам. Почитувани гледачи, нашиот денешен гостин беше доктор специјалист интернист Драган Митревски, кардиолог. Се надевам дека бевме доволно интересни и атрактивни за да не следите до крај. Се гледаме повторно утре во исто време. Ви пожелувам пријатен ден.